на трендот на меѓународно, на глобално ниво, во кое се вели дека, во кое статистиките велат дека 80% од жртвите на семејно насилство се жени, а додека 20% од жртвите се мажи. Значи има жртви на семејно насилство и мажи, но сепак трендот да жените бидат жртви на семејно насилство е многу поголем. Поради тоа, Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против насилство врз жената и семејно насилство од 2011 година, позната уште како Истанбулска конвенција, е првиот и сеопфатен инструмент на европско ниво со кој се одредба насилството врз жените, Република Северна Македонија е подписничка на конвенцијата уште од 2011 година, а ја ратификуваше оваа конвенција дури во 2018 година. Оваа ратификација на конвенцијата подразбира низ обврски за владите кои ја ратификуваат и тоа да преземат конкретни чекори за спречување на сите форми на насилство врз жените, од демнење, сексуално вознемирување до семејно насилство, принуден брак и други. При тоа, правата на жените кои поминале низ насилство треба да се во центарот на сите мерки кои се спроведуваат по пат на ефективна соработка и координација меѓу сите надлежни институции, органи и организации во државата. Кај нас, Министерството за труд и социјална политика се одредува како надлежен орган кој ќе ја спроведува оваа ратификација и ќе се грижи за извршување на одредбите од конвенцијата. Документот предизвикува повлекови изменување на повеќе закони во државата, меѓу кои Законот за превенција, заштита и спречување од семејно насилство, Законот за еднакви можности меѓу мажите и жените, Законот за спречување и заштита од дискриминација, Закон за семејството и Закон за заштита на децата. Од овие закони веќе се спрема целосно нов Закон за превенција, заштита и спречување од семејно насилство, измени на Законот за семејство, Закон за заштита на децата е веќе изменет, Законот за спречување и заштита од дискриминација е завршен.